Дали револуцијата носи слобода или повторно заробеништво? Почитувани, добре дојдовте во уште една епизода на Сенките на книгата. Денес за анализа ја зедовме книгата од Живко Чинго, Пасквелија. Додека ја читав оваа збирка раскази, имав чувство како да чекорам во сон кој полека се претвора во кошмар. Живко Чинго е писател кој раскажува за најмрачната страна на човек, а тоа е поривот да поседува, да владее со другите и да уништува. Тој се обидува да искае една вечна вистина пред читателот, а тоа е дека нужната трансформација на човек доаѓа од неговото индивидуално, не од колективното. Пасквелијата е област која е имагинарна, измислена. Жителите во неа се обични луѓе кои се сведоци на стравот и писткотниците од ден на војна и сведоци на доаѓањето на револуцијата. Некои од нив се надеваат дека новото време носи убави промени, но некои предчувствуваат дека новото време носи неподобности и уште повеќе создава хаос. Предзнаците и суеверието е она што се уште владее во човек, а јужниот ветер е предвесник не само на лошото време, туку и на уништувањето. Чинго пишува: Пасквелија, оган и пепел. Пасквелија целата во оган. Пискотници, ќе биде еднаш за секогаш очистена и мирна. Некои од жителите не сакаат да ги напуштат старите традиции. Метафората дека претходниот животен тек е како градина која била со години негувана и наеднаш треба да биде раселена, е опишана преку одбивањето на семејството Грулови да ја напуштат својата градина. Се чини како писателот да го критикува редувањето на новиот свет. Онај што во претходниот режим бил на дното на општеството, сега станува кмет и обратно. Колку навистина се заштитени основните човекови права, кога луѓето се заслепени од идеологијата. Колективноста избликнува, но води само кон едно нешто. Тоа е бездна. Сонцето проблеснува, но не носи мир и еднаквост. Туку носи хаос и непотизам. Оваа збирка раскази говори за тоа дека најблискиот те повредува и уништува. Оние луѓе со кои си стоел рамо до рамо стануваат твои угнетувачи. Оние луѓе со кои си делил иста идеологија стануваат твои убици. Колективитетот е една илузија која гаи надеж за подобро утре, но всушност го уништува индивидуалното во човек. На крајот на краиштата да се дефинира револуцијата е многу едноставно. Тоа е промена на еден режим со друг. Но таа мора да постои затоа што предизвикува надеж за подобро утре. Денес разговараме со прилепската поетеса и писателка Андријана Ристеска. Здраво, Андријана, ти благодарам што прифати да бидиш дел од нашата емисија. Благодарам на поканата. Кажи ни, во твојата поезија пишуваш за љубовта. Дали тоа е твоја лична исповед или сакаш да пратиш некаква универзална порака? Сето она што го пишувам е моја лична исповед. И сметам дека секој кој што пишува лирска поезија е на некој начин негова лична исповед, од причина што ние ги опишуваме нашите емоции, она што ние во себе го чуваме, така да тоа е и еден вид на исповед, она како ги чувствуваме, како ги резонираме работите кои ни се случуваат, без разлика дали се работи за љубовна емоција, и емоциите кои произлегуваат од таа љубов,
како што е тагата, ранливоста, среќата, искрата, надежта и така натаму. Копнежот е една од, да речам, копнежот е една од најсилните емоции и така. Пишувате дека љубовта најмногу се чувствува во тишината. Колку навистина мислите дека тоа е така? Таа песна е една од моите омилени, да речам. Изгледа и вам ви се допаднала што ми ја спомнавте. Па навистина, онај што има длабоки емоции, најдобро, најсилно ги чувствува кога е во време, во моменти на смиреност, во моменти на тишина. Така да во таа песна не се зборува за моите емоции, туку се зборува за емоциите на мојот партнер кои што ги чувствувам во таа тишина. Значи сето она што ми ја носи љубовта, неговата љубов кон мене. Кои поети и писатели најмногу влијаеле досега во вашето творештво? На прво место би го спомнала Жак Превер. Значи прва песна во која што сум се заљубила е За тебе љубов моја. Значи тоа е од странските поети, секако и Лорка и некои сметаат, например, за Жак Превер дека најпозната песна негова е Барбара. Меѓутоа, мене ми се допаѓа За тебе љубов моја и таа ми е како една химна на љубовта и на слободата на љубовта. Од македонските поети доста ги читам. Секако Блаже Конески, многу го читам Гане Тодороски, Ацо Шопов има прекрасни песни. Современите автори сите ги читам, затоа што македонските поети и писатели, ќе ги спомнам, не се само поети сите, значи пишуваат за она што се случува во нашево поднебје и затоа мислам дека тие емоции што ги опишуваат се најразбирливи за нас кога ги читаме. Мислам дека се сложувате со мен. Да, се согласувам. Кои книги би ги препорачале на младата публика за читање? Везилка од Блаже Конески. За тебе љубов моја. Нели зборови од Жак Превер. Антологиите. Најчесто ги читам антологија на француска поезија, антологија на руска поезија. Есенин ми е еден од најомилените поети руски. Така да тие песни би ги препорачала. Во ред, ви благодарам, Андријана, за вашето присуство денес. Ви благодарам јас на поканата. Се надевам дека ги прочитавте моите песни и дека имам секако во обработка ми се уште 2 збирки на поезија. Едната е исто така љубовна, односно би ја нарекла душевни дијалози на некој начин, а другата е родолюбива поезија. Значи, наскоро повторно ќе се видиме. Да. Почитувани, ви благодарам што денес бевте со нас. Се гледаме во следната епизода.